Секако дека ја мора да кажам дека ова е една прва иницијатива од градоначелник каде што се разговара на едно вакво ниво и за едно прашање кога зборуваме за климатски, односно за еколошките проблеми со кои се соочуваат, а тоа се токму остатоците, жетвените остатоци. Разговаравме за низа идеи, како тоа може да се надмине. Секако ова е еден добар знак и показател дека и локалната самоуправа може да се вклучи во решавање на многу проблеми рурални, односно кога зборуваме тука се земјоделски, покрај патиштата локалните. Знаеме дека ние преку програмата за рурален развој се одвојуваат средства за поддршка, но исто така самите локални самоуправи може да го направат тоа и ова ме радува што слушаме и гледаме дека се покажуваат резултати, а секако дека ваквите прашања кои што се тангираат за климатските промени, кои што кога зборуваме за климатските промени, а секако и еколошките проблеми кои што настануваат, ние ќе разгледаме можностите како може ова да ги потикнеме и да ги поддржиме локалните самоуправи во полесно справување, а секако кога зборуваме за палење на стрништа, зборуваме за уништување на една целулоза која што секако со дополнителни активности тоа може да се претвори во еден добар хумус, а и во локалните самоуправи, односно преку нивните јавни предпријатија може да остваруваат и дополнителен принос, приход на самите фирми, а секако и корист и интерес на самите земјоделци и секако екологијата во целост. Секако дека сезоната која предстои, поготово овдека Кочанско, знаеме дека минатата година со кои проблеми се соочивме околу наводнување, спремањето на каналите и слично, веќе се превземени активности, се работи на терен, со цел подготовка на сезона да бидеме спремни. Она што јас можам да го кажам дека ние како министерство очекуваме за недела дена да се објави една јавна набавка каде што токму ние за подружниците на АД Водостопанство ќе направиме една голема набавка, проценката е некаде до 50 милиони денари, каде што токму потребите кои што се од подружниците, а тоа се дали се канали, дали се евентуално некои дополнителни делови кои што им би требало на самите фирми, за да функционираат, за да системот биде во функција. Така да има и градежни, има и за вентили, има набавки, едноставно сите репроматеријали кои им се потребни за 2020 година, ние тоа ќе го направиме и ќе го платиме од буџетот. Велам се со цел да бидеме поспремни и површините кои што се под наводнување да ги зголемиме, а ќе ги зголемиме токму со едни вакви редовни подготовки и секоја година кои што треба се одржуваат.